Добро вечер. Ги започнуваме урбаните вести. По вчерашната вест за смртта на собственикот и генерален директор на компанијата Дасто и МТМ телевизија Стојан Давчев, телеграми со сочувство пристигнаа од државниот врв на Република Македонија, како и од многу негови долгогодишни соработници и почитувачи на неговото дело. Реконструкција на градинката Пролет во Влае 1. Цементарница Усие АД Скопје ја пушти во употреба пречистителната станица за атмосферски води. Започна изградбата на мултифункционалното игралиште во Ржаничино, општина Петровец. Ортопедски прегледи за децата од градинките од Газибаба и аеродром. Предлагам да видиме дел од телеграмите. Со чувство на длабока тага ја примив веста за смртта на вашиот сопруг, татко и дедо Стојан Давчев. Во овој тажен миг за вашето семејство нема доволно силни зборови за утеха, но дозволете да ви ги упатам изразите на моето наискрено сочувство. Дасто ќе го помниме како голем општественик, извонреден професионалец, истакнат бизнисмен и менаџер и великодушен човек. Бев привилегиран лично да го познавам и да соработувам со него. Секогаш ќе ги помнам неговата стручност, ентузијазам и човечка големина. Нека почива во мир. Професор доктор Ѓорѓе Иванов. Почитувани членови на семејството Давчеви, со изрази на особено почитување и респект на личноста на господинот Стојан Давчев, упатуваме изрази на сочувство по повод неговата смрт. Советот за радиодифузија на Република Македонија изразува сочувство по повод смртта на Стојан Давчев, собственик на ТРД ТВ МТМ од Скопје. Господинот Давчев со својот ангажман остави неизбришлива трага во развојот на телевизиската дејност во Република Македонија. Совет за радиодифузија на Република Македонија. Телеграми со сочувство испратија и неговите соработници од целиот свет: Хрватски Телеком, Интеграл Груп Инженеринг, Самел 90 АД Бугарија, Континентал Соединетите Американски држави, Трансрадио Германија, РИС Хрватска, Каргон Норвешка, СМ Јужна Кореја, Амегон Швајцарија, Златна книга Македонија и многу други. Стојан Давчев со својата професионална кариера и долгогодишно работно искуство докажа дека е еден од најголемите стручњаци за телекомуникации, не само во својата земја, туку и пошироко во светот. Роден во 1945 година во Срчиево, Штип, дипломирал на електротехничкиот факултет во Белград на одсекот електроника и телекомуникации во 1969 година. Од 1982 година е собственик и генерален директор на фирмата Дасто, а од 1992 година и на телевизија МТМ. Пред тоа стекнува работно искуство како електроинженер во секторот телекомуникации, а од 1970 до 1981 година раководи со секторот на среднобранови предаватели во радиотелевизија Скопје. Својата стручност како електроинженер ја доусовршува во повеќе реномирани светски компании за телекомуникации. Стојан Давчев беше истакнат бизнисмен и менаџер, кој повеќе од 30 години успешно обстојуваше на територијата на бивша Југославија, на Балканот, во Европа, Азија, Африка, САД и Канада. Со својата визија и мисија за развој на телекомуникациите во регионот и пошироко, создаде компанија која повеќе од 3 децении е водечки производител на повеќе од 400 различни производи, наменети за професионална телекомуникациска опрема. Развитокот на информацијската и комуникацијската инфраструктура, развојот на содржините со посредство на мрежи, како и стремежот кон глобална мрежа за брз и квалитетен пренос на податоци, беа главните причини за создавање на зона, дигиталната мрежа на територијата на Босна и Херцеговина. За својата работа и стручност има добиено многу награди, дипломи, благодарници и највисоки професионални признанија. Повеќе години беше председател на надзорниот одбор на Стопанската комора на Македонија, а покрај придонесот за стопанството во земјата, тој беше и голем општественик. Го врати духот и животот во неговото родно Срчиево со големиот проект обновата на селската црквичка во респектабилен манастирски комплекс со параклисот Света Петка и на истото место 2 пати го доби светскиот Гинисов рекорд за најголем котел сварен граф, манифестација по која за Срчиево и Македонија се слушна надалеку во светот.
Манастирот Света Петка, чик титор е токму Стојан Давчев, ќе биде неговиот вечен дом. Вработените во Дасто, МТМ, Дасто Семтел, Дасто Бетел, Дасто Монтел и Дасто Амтел жалат за големата загуба на својот драг пријател и колега и сочувствуваат со големата болка на неговото семејство. Комеморацијата во негова чест ќе се одржи в сабота на 14 декември 2013 година од 10 до 11 часот на градските гробишта Бутел, а ќе биде погребан во манастирот Света Петка во Срчиево во 13 часот. Пуштена е во употреба пречистителната станица за атмосферски води во цементарница Усие АД Скопје. Истата представува завршна фаза од проектот кој опфаќа систем за рационално искористување на водите и овозможува целосно раздвојување на канализационите од атмосферските води. Инвестицијата е вредна $500,000 евра. Повеќе за ова Томислав Атанасовски. Цементарница Усие АД Скопје денеска ја пушти во употреба пречистителната станица за атмосферски води, прва од ваков вид во Република Македонија. Пречистителната станица представува завршна фаза од проектот кој опфаќа систем за рационално искористување на водите и овозможува целосно раздвојување на канализационите од атмосферските води. Техничката вода која се користи за ладење на опремата се филтрира и рециклира во затворен систем, а водата од градскиот водовод се користи само за санитарни потреби и потоа се спроведува во градската канализација. Атмосферските води од фабриката и водата која се користи за миње на улиците се собираат и дренираат преку посебно изграден систем на канали кои се спроведени до пречистителната станица. На свеченоста присуствуваа вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски, министерот за животна средина и просторно планирање Абдулаки Мадеми, градоначалниците на град Скопје Коце Тријановски и на општина Кисела Вода, Билјадан Беличенец Алексич. Нашата компанија Цементарница Усие Скопје завршува со процесот на имплементирање на интегрираната еколошка дозвола. Усие е една од првите компании која започна со овој сложен суштински процес со кој се предвидува воведување на најнова технологија која гарантира работење на индустрија во целосен склад со животната средина. Во овој процес, што ние го започнавме од 2007 година, направивме крупни промени и инвестиции, со што значително ги подобривме квалитетот на нашето работење преку модернизација и имплементирање на најсовремени технологии. Ова е прв ваков проект во Република Македонија и во градот Скопје, да се направи пречистителна станица за атмосферските води во една компанија. Тоа доволно говори за општествената одговорност на оваа компанија, незината одговорност кон заштитата на животната средина, бидејќи поради спецификите на незиното производство, значи атмосферските води кои што тука одат преку Усиенскиот канал во реката Вардар, сега ќе бидат чисти, претходно поради процесот на производство, значи имаше одредени материи кои што мислам дека не би требало да одат во реката Вардар. Пречистителната станица за атмосферски води која изгради Цементарница Усие е позитивен и значаен пример кој возможува зголемување на придонесот кон зачувување на квалитетот на водите на реката Вардар во градот Скопје. Вакви примери со јасна потврда дека може да се постигнат највисоки стандарди и овој пример треба да го следат и другите стопански субјекти во градот Скопје. Инвестицијата вредна над $500,000 евра е во завршна фаза од активностите за имплементирање на оперативниот план за усогласување со интегрираната еколошка дозвола пред рокот, кој истекува во април 2014 година. Министерството за животна средина ќе обезбеди редовен 24-часовен мониторинг, мерења, известувања и соработка со цел детектирање и имплементирање нови иновативни технологии и процеси за подобра животна средина. Во населеното место Ржаничино во општина Петровец започнаа градежните работи околу изградбата на мултифункционалното игралиште. Проектот е во заедничка соработка на општина Петровец и Агенцијата за млади и спорт и истото е побарање на локалното население. Инвестицијата е во висина од $6,000,000. Почнаме да го градиме мултифункционалното игралиште во населено место Ржаничино. Јас тоа го ветив на омладината од Ржаничино, еве денеска започнуваме официјално со градба. Игралиштето ќе биде оградено со 6 метри висока мрежа, ќе биде осветлено со рефлектори и внатре ќе може да се игра фудбал, кошарка, ракомет и одбојка. Игралиштето го градиме, значи, заедно во соработка со Агенцијата за млади и спорт.
Во градинката Пролет во населбата Влаа 1 интензивно се работи на менување на старите прозори и кровната конструкција, а со тоа и обезбедување на подобар престој на децата во истата градинка. Градоначалникот Стефчо Јакимовски најави реконструкција на сите градинки во општина Карпош. Откако општина Карпош ги реконструираше сите 10 основни училишта на нејзина територија, го започна проектот за реконструкција и на детските градинки. Денеска во градинката Пролет во населбата Влаа 1 се менуваа старите прозори со нови енергетски ефикасни, а се реконструираше и кровната конструкција. Како што истакна градоначалникот на општина Карпош Стефчо Јакимовски, по завршувањето на градижните активности, значително ќе се подобрат условите за престој во градинката. Ова е втора поред градинка која што ја реконструираме во текот на оваа година. Конкретно се работи за градинката Пролет во населбата Влае, каде што ја менуваме кровната конструкција, ги менуваме улуците, ставаме изолација од 10 сантими, се менуваат прозорите, ставаме трослојно стакло, надворешното стакло е 4 сезонско стакло, што значи правиме изваредна изолација. Од друга страна, во одредени делови на градинката се менуваат и плафоните. Со ова многу ќе се подобрат условите. Целата ова инвестиција чини некаде околу 9 милиони денари, со тоа што 2 милиони и 400 илјади денари плаќа е донација од швајцарската амбасада, а останатите средства ги обезбедува негде околу 6 милиона, околу 7,5 милиона денари ги обезбедува токму општината Карпош. Сметаме дека со ова драстично ќе се подобрат условите за живот и работа на децата во градинките и со тоа ќе зголемиме енергетската ефикасност во овие за нас битни објекти, имајќи во предвид дека грејењето од година на година станува се поскапо и поскапо. Градоначалникот Јакимовски најави дека со ист интензитет ќе продолжи реконструкцијата и на останатите градинки во општината, со што очекува по завршувањето на мандатот сите градинки да бидат реконструирани. И ќе продолжиме во ваква насока во реконструкција на останатите градинки на територија на општина Карпош. Сметаме дека до крајот на овој мандат сите градинки на територија на општина Карпош ќе бидат реконструирани. Стручниот тим од Ремедика, предводен од ортопедскиот хирург доктор Димитар Споа, спроведе ортопедски прегледи на децата од градинките и од предшколска возраст во општините Аеродром и Газибаба. Во оваа фаза беа опфатени 4 градинки од двете општини, со што беа прегледани околу 250 деца. Иницијативата што ја започнавме на Интернационалниот ден на детето продолжува со целосно заокружување на целта, односно спроведување на бесплатни ортопедски прегледи за децата во предшколска возраст. Возраста од 4 до 6 години е многу критична за појава на неколку ортопедски неправилности, затоа сакаме да ги следиме уште во сам почеток и со тоа да превенираме колку што е можно повеќе појава на ортопедски проблеми и да придонесеме кон израстување на здрави генерации, изјави доктор Споа. По прегледите, тимот на Ремедика наведе дека се поголем е бројот на случаи регистрирани со неправилности во мускулоскелетниот систем. Спроведувањето контролни ортопедски прегледи е единствена превенција од можни ненавремено дијагностицирани заболувања. Крајната цел е кај родителите да се потигне размислување за редовни ортопедски прегледи. Прегледите содржат инспекција на телото, анализа на одот, мерење на физиолошкиот или патолошкиот опсек на движење на екстремитетите, мерење на сводот на стапалката со плантометар и мерење на рбетни искривувања со помош на сколиометар. Секое дете на кое ќе биде извршен преглед, како што информираат од Ремедика, ќе добие писмен наод потпишан од докторот. Скопјани се на врвот на листите за остварени најголеми приходи и највисока плата во 2012 година. Највисок приход во управата за јавни приходи пријавил скопјанец во износ од 242 милиони 186.497 денари, а највисоката бруто плата изнесувала 63 милиони 39.671 денар во секторот здравствени услуги. Ова денеска го соопшти директорот на управата за јавни приходи Горан Трајковски, кој стакнува дека 174.181 граѓанин доброволно поднеле годишна даночна пријава, а оти 60.000 граѓани оствариле дополнителни приходи во 2012 година, а не поднеле годишна даночна пријава.
Секоја година околу 30.000 граѓани забораваат да поднесат годишна даночна пријава, а годинава таа бројка е 60.000. Зголемениот број не е резултат на зголемена даночна недисциплина, туку на подобрените методологии и алатки што ги користи УЈП, рече Трајковски, додавајќи дека најголемиот дел се однесуваат на граѓани кои оствариле добивка од облажувалници. За оние кои не поднеле годишна даночна пријава е предвидена глоба од 500 до 1000 евра во динарска противредност, поред остварените бруто приходи во годишните даночни пријави во 2012 година. Со над милион денари се 13.793 граѓани, меѓу 100.000 и милион денари се 165.174 граѓани, од 10.000 до 100.000 денари се 38.166 даночни обврзници и до 10.000 денари се 17.098 обврзници. На листата на остварени највисоки годишни приходи, меѓу првите 10, 9 се од Скопје и 1 од Тетово. Во делот на платата меѓу првите 10 исто така 9 се од Скопје, а 1 од Валандово. Карактеристично е што годинава првите 10 највисоки плати не се во банкарскиот и телекомуникацијскиот сектор. Првпат се јавуваат адвокатските услуги. Покрај во здравствените услуги, пријавените плати се во трговија и производство на фармацевски производи и препарати, компјутерско програмирање, техничко советување и печатарски услуги. Директорот на УЈП оцени дека даночната свест во Македонија е на високо ниво. Секоја година има раст на бројот на граѓани кои доброволно ги пријавуваат дополнителните приходи, кон тоа придонесува и подобрувањето на работата на УЈП. Во Лигата на Европа познати се сите патници во првото 16 финале. Стефан Ел Шарави од Милан повторно се повреди и за него 2013 година е завршена. За овие и останатите вести од спортот по рекламите.